Молк во Министерството за култура за случувањата во Македонска филхармонија и разрешувањето на председателката на управниот одбор Бранка Костиќ Марковиќ. Министерот Асаф Адеми денеска не сакаше да даде коментар на прашањата на 1 ТВ за обвинувањата на Костиќ Марковиќ дека решението за незиното разрешување го добила подпишано од министерот за култура. Адеми кратко ни изјави дека одговори на прашањата за оваа тема ке дадел на утрешната пресконференција поврзана со буџетот. Тензиите околу работата на Македонската филхармонија излегоа на виделина откако председателката на управниот одбор Бранка Костиќ Марковиќ информираше дека е разрешена од функцијата на барање на директорот Виктор Илиевски. Таа вчера во разговор за 1 ТВ изјави дека решението за незиното разрешување го добила подпишано од министерот за култура. Според неа, таа е одстранета оттамо, бидејќи имала забелешки за партиски и нарачани вработувања. Костиќ Марковиќ вели дека во работата на актуелниот директор на филхармонија има низа на пропусти и таа како председател на управниот одбор реагирала на тоа. Пред се станува збор за интензивните притисоци кои што почнаа да доаѓаат од директорот Илиевски со точни датуми кога мора да биде усвоена новата систематизација, која пак стигнуваше непрестојно во неколку верзии, изменети текстови што представуваше за управниот одбор потешкотија само да ги прочита измените и да свати кои се структурни промени доживеал првиот текст на новата систематизација која што почна да ни ја дава од крајот на септември. Директорот Илиевски во изјава за 1 ТВ пак со контраобвинувања рече дека изнесените тврдења на Костиќ Марковиќ се лаги и клевети. Тој тврди дека министерот бил известен дека председателката на управниот одбор 2 месеци не ја ставала на дневен ред точката за усвојување на новата систематизација на филхармонијата со која ќе се вработат уште 19 лица. Илиевски најави и судска постапка за овој случај. Сметам дека голем дел од тие искази се неточни и се квалификувани како лаги и клевети против институцијата, се разбира и врз мене лично. Сметам дека таа одлука сепак ја носи министерот за култура, кој што беше во тек со целиот проблем кој што беше настанат со управниот одбор и господјата Костиќ од лични цели ја блокираше работата на институцијата. Чекавме да се усвои систематизација која што јас ја предлагам како директор по закон и која што скоро 2 месеци не беше усвојувана и за тоа имаше огромна катастрофа ќе беше да 19 работни места пропаднеа и сметам дека одлуката на министерот кој што ги очигледно ги зема во предвид сите факти и аргументи, сметам дека ниту една институција не смене да биде заложник на било каков личен интерес, а личниот интерес беше нејзино вработување во Македонската филхармонија. Јас сметав како директор да не може, не е етички да председател на управен одбор креира работно место и да се вработи во истата институција и од таму настанаа големите проблеми за кои што нормално беше информирано надлежното Министерство за култура. Во меѓувреме, не стивнуваат реакциите на социјалните мрежи за препукувањата во Македонска филхармонија, а бројни се коментарите со поддршка за Костиќ Марковиќ. Меѓу нив е и Владимир Милчин, кој на Фејсбук го коментира незиното разрешување од местото председател на управниот одбор. Директор побарал разрешување на председателката на управниот одбор во една институција од културата и министерот ја разрешил подитно барање на директорот. Скандал кој не може да биде одмолчан. Кој и чии грб стои зад оваа клиентелистичка афера? Зар министерот не бил предупреден од правниците во Министерството за култура дека одлуката е противзаконска и дека остава горчлив вкус во јавноста? Настрана што министерот го потпишал решението без да ја повика на разговор Бранка Костиќ. Министрите треба да го бранат јавниот интерес, а не партискиот. Тоа важи и за културата. Жешкиот костен околу кавгите во Македонска филхармонија сега е во рацете на министерот Адеми, чиј став како што најави ќе го слушнеме утре. Останува да се види дали Адеми ќе се држи настрана или ќе ја реши дилемата дали Костиќ Марковиќ е законски разрешена.